Силниот дожд што ја зафати земјава успеа да изгасне поголем дел од пожарите во Македонија. Водата донесе олеснување на најкритичниот терен ловиштето Јасен. Сепак и покрај обилните врнежи на одредени места се уште има чад. Од Дирекцијата за заштита и спасување заедно со екипите на Јасен информираат дека работат на целосно расчистување на теренот и ликвидирање на сите жаришта каде што постои ризик од повторно разгорување. Во акцијата се користат и дронови со термални камери за прецизна контрола. Се уште се гаси во околината на Македонски Брод, критични се и подрачјата околу Прилеп. Во Сопиште, Кичево, Демир, Хисар и Веле се целосно изгаснати. Дождот од изминатата ноќ најмногу помогна во северните и северозападните делови на државата. Се уште зад мене можам да забележам столбови од чад кои што се издигаат од неколку жешки точки. Врзнев ќе продолжиме со пешадиско действување за да не дозволиме повторно будење на овој исклучително тежок за гасење пожар, затоа што на некои места имаме дебели слоеви од лисија, од иглички, од шишарки, кои што се исклучително горливи, а ветрот кој што постојано дува, кој што го менува правецот, набргу ќе исуши вегетацијата и постои можност од повторно будење на пожарот. Дека надлежните со сите сили и капацитети одлично се справуваат со пожарите годинава покажуваат и бројките. Во ланските пожари изгореа 61.000 хектари шума. Годинава засега изгоре драстично помалку, односно 10.000 хектари на територијата на целата држава. Мислам дека само во месец јули имаме некаде околу 9000 хектари зафатена површина. Доколку овие бројки ги споредиме со минатата година, оваа година сме далеку под тоа. Ако минатата година имавме, на крајот на годината стигнавме до некоја фрапантна бројка од околу 61.000 хектари, оваа година сме некаде околу десетина. Значи, до овој момент. Ако лани ние ја завршивме годината со една огромна штета од над 5 милиарди денари, оваа година мислам дека до овој момент се движиме некаде околу милиарда, што значи сметам дека е многу помала во однос на ланската година, меѓутоа сепак е штета која што не е незначителна. Од управата за хидрометеоролошки работи предупредуваат на силен ветер со брзина до 60 км на час, кој во наредниот период може да го зголеми ризикот од ширење пожари на отворено. Дирекцијата за заштита и спасување апелира до граѓаните да бидат внимателни, да не предизвикуваат оган на отворено и да го пријават секое сомнително однесување.